Втора недела поред, цените на нафтата на светските берзи се во пат, се со цел состојбата да се доведе до нормализирање и ублажување на дисбалансот помеѓу понудата и побарувачката. Членките на Организацијата на земји извознички на нафта договараат намалување на дел од производството. Познавачите на состојбите сметаат дека голем удел во овој ценовен шок има и победата на Доналд Трамп на американските претседателски избори, при што инвеститорите во последните денови од минатата недела ја зголемија понудата на црното злато. Според официјалните податоци, минатата недела на лондонската берза, еден барел чинел $44,75, што е пад за 2%. На американската берза пак, падот на цената изнесуваше 1,5% и изнесуваше $43,3 за барел. Извештаите на Оптек велат дека во октомври на дневна основа се произведувало речиси 34 милиони барели нафта или 264.000 барели повеќе во споредба со месец септември. Очекувањата се дека на месечниот состанок на Оптек, кој е договорен на 30 ноември, ќе има дополнително намалување на понудата од првично предвиденото. Реагира и од Меѓународната агенција за енергетика, кои се загрижени дека пазарот може да предизвика големо количество на вишок на нафта и во текот на следната година, тренд кој е актуелен веќе цели 2 години. Од Агенцијата за енергетика пресметале дека на глобално ниво дневната побарувачка идната година би се движела околу 1,2 милиони барели. Експертите сметаат дека во периодот што следи ќе има нестабилно движење на цената на нафтата на светските берзи.